Почитуван подпредседател на Собранието, почитувана македонска јавност, на крај на мандат со целосно нефункционална така наречена техничка влада, во која на министри не им се дозволува да даваат изјави од влада, туку истите ги бркаат да даваат пресуви од дворот на владата, на помалку од една седмица од најавеното распишување на избори ни предлагате избор за уставен судија. По примерот на масовните вработувања на институциите, во кои вработувате лица без никакви квалификации, и чија единствена предност пред другиот е тоа што се или партиски послушници, или си го платиле со пари истото вработување, или пак преку злоупотреба на балансерот. Ете така и денеска на дневен ред имаме и треба да дискутираме за предлогот за уставен судија за Ана Павловска-Даневска. На крај на мандат, моменталните узурпатори на државните позиции, кои после 8 мај ќе гледаат како да избегаат од државата, гледаат да приберат тоа што им замина од распаднатата им партија, мислејќи дека ќе успеат да го ублажат неминовниот дебакал што им следи. Предлогот за Ана Павлова-Даневска да биде уставен судија е ни помалку ни повеќе навреда за сите честни и професионални правници, кои својата иднина и на крај на кариера можеби ја гледали и во Уставниот суд. Со денешниот предлог тоа им е оневозможено. Зошто? Затоа што денешниот предлог е за давање на подршка на поранешна подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз и пратеничка од партија која е во целосен нокаут и за волја на вистината се наоѓа во милост и немилост на нивниот командант Али Ахмети. Во услови кога нема од каде не ни стигна сериозни критики за судството и обвинителството, посебно затоа што имаме партизирано и од власта контролирано судство со 1% доверба, предлагате во сино обоена и партиски послушна професорка, која, повторувам, ја купуваат за да се обидат да залепат дупка на бродот што тоне. Што може да очекуваме од денешниот предлог за уставен судија? Не знаеме, можеби само да си претпоставуваме. Зошто? Прво затоа што никој не ја покани да дојде во собрание да ни се представи, да ги изнесе своите видувања, своите ставови, и така натаму, и така натаму. И второ, затоа што од владеачкото мнозинство никој не се пријави да ја представи Ана Павлова-Даневска. Една работа е да дискутираш за закони и за процедури, но друга работа е да дискутираш за државни позиции и лица кои би требало истите да ги пополнат. Како да дискутираме за лице кое не дошло да се представи пред нас? Или нема потреба пратениците од СДС како гласачка машина ќе си чекаат сите ние да завршиме со дискусии, за да потоа тие тоа го направат, односно го направат тоа што најдобро го знаат. А тоа е да си гласаат по директива без разлика на тоа што професорката која е деношен предлог за нив, мисли дека токму тие што ќе гласаат се трета класа пратеници на Социјалдемократскиот сојуз. Истото го мислам и јас и ценам дека за жал овие пратеници од мнозинството, кои иако безпрекорно гласаат се што ќе им подметнат од досега владата на трајно неспособниот и дезертер број 1 и на одсега владата на Асли дезертерот број 2 се тотални аутсайдери и дека после овој мандат ќе бидат фрлени на буништето на историјата на нашата земја. Почитувана јавност, во контекст на денешниот избор за уставен судија, морам да го споменам Бојан Маричич, еден несреќен лик кој уште пред неколку години, додека беше дел од кабинетот на еден од најголемите велетрговци Заев, и додека го водеше ресорот правда, ветуваше дека ќе поднесел закон за уставниот суд. Од тогаш до денеска Маричич смени неколку позиции, откако го среди правосудството на 1% доверба, како министер за правда стане вице-премиер за евроинтеграции. Па откако ја заглави Македонија во евроинтеграциите и доби вето од Бугарија, еве го сега е награден со измисленото место како прв вице-премиер. Значи Маричич си ги менува позициите, а од ветувањето за законот за уставен суд нема ништо. Се заборави и падна во заборав. Зошто? Па затоа што ако има закон, ќе има и критериуми. Ќе се знае кој на кој начин ја врши селекцијата. Ќе има процедура која доколку се прекрши ќе следуваат и санкции. Ама ако има закон, тогаш немаше да биде можно вакви партиски кадри да се вработуваат како уставни судии. Јас не сакам да го спорам квалитетот на Ана Павлова-Даневска како правник. Станува збор за професорка која не сум компетентен да ја ценам. Но повторувам, сакам да ценам критериуми и процедура кои во моментов ние како собрание ги немаме донесено, од кои причини веќе кажав. И сега зборувајќи за тоа како одеднаш дојде предлогот за Ана Павлова-Даневска како уставен судија, мора да се потсетиме дека на тоа место
Кандидат беше еден лик Љубомир Јовески кој залутал во професијата, а претходно по партиска заслуга беше стигнал до позицијата јавен обвинител. За среќа истиот веќе не е дел од јавното обвинителство и е пензионер и не може веќе да ги крие криминалите на власт. Но што е тука важно? Како тоа одеднаш, после година дена дискусија од наша страна за кандидатот Јовески, изнесување на факти за непостапувањето на криминалите на СДС и на ДУИ, власта одеднаш го повлече предлогот за него и сега ни ја нуди Ана Павлова Данева. Зошто е тоа така? Затоа што, како што кажав погоре за претениците на СДС, така и неговата употребна вредност помина и затоа денеска имаме нов предлог за уставен судија. Ме интересира некој од владеачкото мнозинство да излези и да каже што се смени од моментот на предлагање на Јовески до моментот на повлекување на предлогот за уставен судија. Кога беа искрени СДСМ? Тогаш кога го предлагаа Јовески или тогаш кога ја повлекоа неговата кандидатура, за да на негово место денеска ја предлагаат Ана Павловска Даневска? Дали се сигурни СДСМ дека токму таа е вистинскиот кандидат, да не ретерираат и од неа после одредено време? Поврзано со интегритетот на кандидатката, многу е важно да знаеме пред да гласаме дали, доколку некој закон порано поминал на собрание и кога некој би го оспорил тој закон на уставен, тоа што таа е поранешна претеничка и подпредседателка на СДСМ би имало влијание на незината одлука како идна судика во Уставен суд. Конкретно, и најсвеж пример е новиот закон за рестриктивни мерки на Бујар Османи, со кој истиот обидувајќи се да ја прикрие неспособноста и корумпираноста на домашните институции, се обидува да се додворува на странски фактори за кои знае дека не може да биде прелажан со ситни обиди за маневри. Со други зборови, дали кандидатката може да разграничи што е партиско, а што е професионално? Понатаму, кандидатката која што порано беше одговорна за Македонија во групата земји за борба со корупција Греко, доколку некој од надлежните создадеше услов за да истата дојде во собрание, ќе можевме да ја прашаме за работи поврзани со незината професионална окупација, односно за борбата со корупцијата, тоест за став зошто Македонија нема напредок во борбата со корупцијата. Да ни даде нејзино мислење на кое ниво завршува корупцијата. Дали додека професионално се занимавала со проблематиката, успеала да се огледа во кои општествени сегменти треба и може да се влијае, а истото не се прави и зошто тоа не се прави. Конечно, овде се поставува прашањето каков ќе биде односот на професорката Ана Павлова Даневска кон наметнатата председателка на судот Кацарска и касапот на македонското судство. Како ќе се постави и какво влијание ќе има фактот што Кацарска стана уставен судија и негов председател благодарение на тоа што успешно монтираше судски процеси. Тоест, како ќе се постави професорката Ана Павлова Даневска кон Кацарска, за која однапред знае дека ја изучуваат како негативен пример на универзитети низ светот. Ова се сериозни дилеми кои мора да бидат земени во предвид пред да се даде доверба за кандидатката. Сепак, колку и да има дилеми за горе наведеното, јас сум убеден дека и СДС и ДУИ тие немаат никаква дилема. Тоест, тие ќе си гласаат така како што е диригирано. Впрочем, од безработници друго и не можеме да очекуваме. Јас овој предлог нема да го поддржам. Благодарам.